Студеното време, но и групирањата на граѓаните за празниците кои веќе завршија го зголемија бројот на интервенциите на итната медицинска помош во Куманово. За време на празниците во текот на едно деноноќие имало и до 40 повици од пациентите, а зголемен бил и бројот на амбулантските прегледи, информираат лекарите. За амбуланти исто така да кажам дека и тука се евидентира многу големен број на пациенти, и тоа од 150 до 200 пациенти, најчесто за време на викенд, и за празниците исто така беше зголемен број на прегледи, при што за амбулантските прегледи можам да кажам дека најчесто беа прегледи на деца, значи предшколска возраст, така да имаше и возраст, меѓутоа сепак таму доминираше детска патологија. Најмногу за вирусни инфекции, значи зголемена температура, главоболки, болки во грло, повраќање кај дечиња. Најчесто нашите интервенции беа кај хронични пациенти, што се со белодробни болести, па имаше како компликација на тие случаи, кај кардиоваскуларни пациенти, покачени притисоци, цереброваскуларни, исто така имаше неколку испади. Меѓутоа, значи, сепак беше од хроничен карактер. Беа пациенти каде што интервениравме, доколку нешто не можеше да се санира, значи ги носевме на болничко лекување, на инфективно, на интерно, зависи како е симптоматологија на тие пациенти. Од итната медицинска помош посочуваат дека периодов доминираат вирусните инфекции. Од друга страна пак не се евидентирани зголемен број на повреди предизвикани од сообраќајни незгоди, како што вообичаено се случува во летните и есенските месеци. Најчесто превенција е вакцинација. Значи тоа е на ризични категории, најдобро да се вакцинираат во периодот од октомври до декември. Тоа е најдобро за да се намали компликации, смртни исходи. Тоа се кај ризични категории, инаку да користат витамини, овошје, значи да не излегуваат во периоди кога има загаден воздух, така да и да не се групираат многу, значи оние што се ризична категорија, хронични пациенти, онколошки случаи, значи да избегнуваат групирање, одење по гости или примање на гости, зашто вирусот е доста контагиозен, брзо се шири, така да кај нив секоја инфекција е доста ризична. Надлежните од одделението за епидемиолошки дејности при Центарот за јавно здравје Куманово исто така потврдуваа дека деновиве се зголемува бројот на заболените од вирусни инфекции, а пикот на сезонскиот грип се очекува кон средината на февруари.